Нови тројца пациенти со воспаление на мозокот и сомнителни на западно-нилска треска. Изминатото денонуќие биле хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Сите се од Скопје и се на возраст на 60 години. Дали кај нив состојбата е поради Вестнайл вирусот, треба да покажат лабораториските анализи. Сите тројца пациенти, сите тројца е потврдено дека се работи за вирусно воспаление на мозокот и мозочните обвивки, но се уште немаме лабораториска потврда за видот, тоест причинителот кој го создал ова состојба кај нив. Додека другите пациенти, 10 хоспитализирани, се во иста состојба, значи само 3 се критично болни и се наоѓаат во оделот за интензивно лекување, додека другите се во оделот за невроинфекции. Инфектолозите веќе алармираат дека повозрастната популација и оние со коморбидитети се најризични да ја добијат најтешката форма на инфекцијата која се јавува само кај 1% од заразените. Имајќи во предвид дека освен еден од Велес, сите други заболени се од Скопје и тоа најмногу во Драчево. Веќе имаше воредно прскање против комарци во оваа општина. Оние мерки кои што се превземени се таргетираат таму каде што имаме најголем ризик од најголем број од случаите. Во случајов тоа беше Драчево. Секако дека и во иднина, доколку се мапираат и други места, каде доколку би имало собирање на повеќе случаи од други места, дека мерките ќе бидат превземени на други места. Освен 6 случаи во Драчево, по 2 се од аеродроми Ново Лисиче и по 1 во Илинден и Сопиште. Заразата ја пренесува инфициран комарец, а симптомите се појавуваат од 3 до 14 дена по каснувањето. Инаку, Светската здравствена организација и Германското министерство за надворешни работи предупредуваат на зголемен број на случаи на западно-нилска треска во делови од Јужна Европа. Посебна предпазливост се препорачува на сите што ова лето одат во Италија, Грција, Шпанија, Романија и Македонија. Сања Димитровска, Сител телевизија.